Историјата не смее да се подценува, а меморијата да се занемарува. И потенцијално идниот би требало да внимава кога нуди решенија, бидејќи со булеварот на палмите кој го презентира како лош проект, го омаловажува делото на претходникот, чија партија безрезервно застана зад неа. Го продолживме, го реконструиравме и го проширивме булеварот Теодоси Гологанов. Покрај тоа што еве ова е релативно нова делница, ќе приметите и самите на вториот дел од тука, скоро на секоја секунда има дупка или од ненивелирана шахта или од недобро направено извршено асфалтирање. Го продолживме, го реконструиравме и го проширивме булеварот Теодоси Гологанов. И што поразлични не се ни од другиот табор, ако тврдат дека се најздравиот избор, тогаш тие што решиле да ги промовираат, веројатно не би требало ни собствениот пример да создадат впечаток за метрополата како за пациентот покрај Вардар, на кого дефинитивно му треба лечење. Јас сум дефинитивно хардкор скопјанец, пошто за мене Скопје е диагноза. Скопје е за мене диагноза, но ако искочите прошетате низ улиците, низ центарот и низ Дебар Мало, ќе видите дека и за други луѓе Скопје е диагноза. Нивните пак поранешни локални сопартици толку се екзалтирани од наметнатиот национален публицитет, што веќе немаат никаква контрола врз собствената реторика. Па без никакви прифатливи аргументи градат чудна и непозната перцепција за парите или за односот на граѓаните кон собствениот, домашниот буџет. На граѓаните им е исто дали ќе плаќаат сметка од 150 или 250 денари. Битно им е да не им се покачи цената. Цената е исклучително важна во политиката, особено за оној што е свесен за квалитетот на продуктот што се нуди. Но при изместени пазарни вредности и морални вертикали, дозволено е играјќи на картата на заборавот, со доза на закана, грациозно да им се намалува вредноста на новите сончогледи, на кои треба да им се забрани да цутат, за случајно да не им го фатат местото. Се плашам дека утре ќе го свртат ќуркот на другата страна, па ќе почнат да фалат некоја друга опција. Не би требало тоа да им се дозволи. Знаете, би требало да бидат оставени конзистентни со своите ставови. Кога е во прашање доследноста, таа веројатно не смее да биде злоупотребувана, особено не во ситуација кога интелектуалната сила и се покорува на политиката. Една оставка немаше никаква друга цел, освен да ја покаже доминацијата на изборната математика пред научните факти. Објавете ги, ако треба, уште сега, утре, во овој момент објавете ги решенијата на комисијата, за да се разбие таа фама дека нешто се продало. И ќе се види многу јасно што е договорено на комисијата и дека нема никакви предавства како што се манипулира во јавност. Освен со предавствата, јавноста неделова манипулираше и со причините за оставката. Таа фама може да се расчисти само ако на местото на демисионерот се предложат вистински луѓе кои со своите познавања на вистина ќе ги расчистат историските магли. Ние сме деца на светлината. Ако внимателно се прочита делот апостолски, од новиот завод избраниот народ се македонците, што изрично е наведено во посланието на апостол Павле до солуњаните. И на крајот, мајќи ги предвид наследниците, Македонија можеби не е баш таа библиската, земјата на Адам и Ева. Да ви кажам, јаболко и не јадам. Оти? Оти сум без заби. Штом нема заби, нема ни јаболко. Па јасно е дека не може да има ниту раздор. И натаму ќе се срка тоа што е надробено.